Почитувани граѓани, сведоци сме на немили настани кои сметавме дека се далеку зад нас и кои верувавме дека никогаш нема да се повторат на нашето европско тло. Воената агресија на Русија против Украина, која веќе однесе многу човечки животи, е чин кој силно го осудуваме. Тоа е кршење на меѓународното право и е закана за евроатлантската безбедност. Уште еднаш сакам да посочам дека заедно со сојузниците бараме итен прекин на воените действија. 21. век треба да е век на диалог, не на војни. Драги сограѓани, во овие турбулентни времења сакам да ви уверам дека безбедносната состојба во земјата е стабилна и дека во овој момент не постои никаква директна закана за безбедноста на Северна Македонија. Владата внимателно ќе следи состојбата во Украина и редовно ќе ги информира граѓаните. Воедно граѓаните треба да се спокојни, бидејќи како членка на НАТО, ние уживаме и можеме да сметаме на заштитата која нуди најмоćниот одбранен сојуз во светот. Иако нашата желба е да се избегнат ситуации како оваа, сепак во вакви услови на голема безбедносна дестабилизација, сваќаме колку е значајно да сме дел од најмоćниот воено-политички сојуз. Затоа ве уверувам, нашата земја е безбедна. Но поголемите предизвици кои стојат пред нас се економски. Поради воените действија на Русија против Украина, глобалната енергетска и економска криза сега се продлабочува. Не очекува неизвестна година, каде економијата во Европа и светот ќе претрпи штети. Би сакал да ве уверам дека владата одблиску ги следи промените во светските економски текови и како и досега ќе делува максимално одговорно и во најдобар интерес на заштитата на интересите на домашната економија и финансиската состојба на граѓаните. Досега преку правилно поставената стратегија во оваа исклучително кризна година, ние како влада инсистиравме и овозможивме сите ресурси и енергија да се насочат кон справувањето со кризата и економската поддршка за граѓаните и стопанството. Ги покачивме платите, ќе се покачат пензиите и финансиски ги поддржуваме компаниите. Така ќе продолжиме и понатаму. Глобалните пазари се најпогодени од руско-украинската војна, а нашата изложеност кон овие две економии е мала. Нема присуство во финансискиот сектор, а странските инвестиции се под 1% од вкупните вредности. Очекуваното глобално влијание врз покачувањето на цените на основните прехранбени производи и енергенсите, што би значило продлабочување на постоечката енергетска криза, е нешто за кое ние како влада сме апсолутно подготвени и ќе одговориме соодветно. Сите мои секојдневни разговори со членовите на владата се фокусирање на следењето на состојбите со струјата, гасот, енергетиката и економијата, како во земјата, така и во регионот. Посветено работиме на мерките за да го намалиме притисокот врз граѓаните, домаќинствата и стопанството. Во оваа прилика сакам да порачам. Сите институции во државата од владата па надолу, максимално одговорно да ги трошат средствата и максимално ефикасно да работат со цел амортизирање на негативни последици од кризата. Сега е време за одговорност без отстапка. Време е да докажеме дека можеме заеднички да делуваме за доброто на граѓаните. Почитувани граѓани, оваа криза е голем предизвик, но ви уверувам дека можеме и ќе ја поминеме со заеднички напори. Сакам да потенцирам дека владата посветено ќе работи на заштитата на економијата, на вашиот животен стандард, а секој денар од буџетот ќе биде насочен полесно да го пребродиме овој бурен период од нашата заедничка историја.